Не можам да си поверувам дека не направив ни едно видео на македонски за Патагонија. Значи сум идиот невиден. Затоа сега во ова видео ќе ги собрам тие видеа кои ги имам направено на англиски од Патагонија, ќе ги ставам во едно видео и ќе пробам да ви доловам нешто повеќе од таа цела фотоавантура. За тие што не знаат, Патагонија е област доле во Јужна Америка која е поделена од Чиле и од Аргентина. Ние прво бевме во аргентинскиот дел, каде што слетавме во Ел Калефат, кој е центарот на планинарските активности во Патагонија, исто и за фотографски активности. Од таму отидовме во Ел Шалтен, од каде што почнуваат сите walking trails до тие преубави епик врвови на Јужните Анди. Таму бевме 4 до 5 дена, поминавме околу 100 километри и успеавме да фотографираме све што ни беше планирано. Целта на оваа фотоавантура беше да направиме добар location scouting за наредна година, кога во март планирам да организирам фото workshop во Аргентина и Чиле со клиенти од Србија, Бугарија, Македонија и Црна Гора. Доколку има уште некои од овие земји каде што горе-доле се разбираме, ќе биде welcomed. Кога ја завршиме аргентинската Патагонија и Лос Гласирес националниот парк, требаше да се преселиме во Чиле, од каде што ќе ја почнеме W Trek, која трае 4 до 5 дена. Точно километража не знам, не ќе да излажам, но не бевме сигурни дека треба да појдеме во Чиле, заради тоа што дека бевме во Аргентина и додека планинаревме низ Лос Гласирес националниот парк на едит и беше константно лошо и се вртеше и се спиеше, беше омалаксана, повраќаше. Не бевме сигурни што е. Кога се вративме во Ел Калефат, дознавме дека е трудна. Чим дознавме дека е трудна, автоматски нашата фотоавантура заврши. Се вративме во Буенос Ајрес, од каде што земавме авион и си доовме дома во Македонија. Затоа за тие што планираат да дојдат со мене наредна година во Аргентина и Чиле на фото workshop, треба да знаат дека фотоработилницата ќе биде со откриени локации во Аргентина, а за чилеанскиот дел ќе работиме на location scouting и ќе ми помогнете да ги најдеме тие добри локации. Ќе биде поголема авантура едноставно, затоа што сите ние ќе ги бараме тие епик места од каде што треба да фотографираме изгреј сонце. Мислам дека дури подобро излезе вака. Да не должам многу, видеото ќе биде и онака долго. Да ве запознам со некој. Ова е Ајнштајн. Кај си, брат? Значи, видеото ќе биде долго, заради тоа што ќе биде составено од неколку мини видеа кои ги имам снимано дека бев во Аргентина. Видеата се на англиски, ќе пробам да вметнам и македонски говор, за таму каде што е потребно. Да, пушта интро и се враќаме со видеата. Првото видео што ќе погледнеме сега е од Location Scouting денот кон Серо Торе. Тука планинаревме некои си 6 до 7 километри, ако не се лажам, и ги најдовме овие мали езерца со преубава рефлекција од Серо Торе и знаевме дека ако дојдеме утрената тука, дека ќе имаме некој добар епик шот, само ако имаме среќа да нема ниски облаци врз врвот Серо Торе. На сенката може да видите сега дека цел ден, односно цело патување во Аргентина, цела авантура, јас фотографирав без трипод, без талак, без монопод. Све беше handheld и извадив супер фотографии. Погледате овој бел појас што е во средина на фотографијата. Еве и тука може да се види. Тоа се све суви, мртви дрвја. Тоа е цела една низина полна со тие дрвја, кои се исто така многу интересни за фотографирање. Доколку наредна година имаме повеќе време и би можеле да издвоиме 2 дена за Серо Торе, еден ден би бил фотографирање на тие суви дрвја и еден на ова место што сега го гледате, тоа е Лагуна Торе. Тоа е глечерско езеро директно под Серо Торе. Интересно за ова место е што еден момент е супер мирно, нареден момент е супер ветровито.
Наредното видео од наредниот ден, кога бевме на Sunrise Shooting, видеото е кратко, зашто бев супер возбуден за целиот проект. Трчав да дојдам на локација, значи 6,7 км ги истрчавме во темница со лампи на главата, дојдовме на време. Сега го имавме Maps ми да донесе точно на местото без да имаме проблем. И едноставно бев супер amazed од она што све се појави пред мене. Супер облаци, супер сонце, едноставно совршено. Гледај го видеото. Woke up at 5, ran for 8 kilometers to get to the ponds, praying for some clouds, and here we are. Voila! So today we're shooting Cerro Torre. Welcome! What an amazing morning. We managed to get on time, like super tight, because we were doing some night shooting. The Milky Way was amazing, and I was a little skeptical that we're not gonna get on time here, but we did. 7:35, we were there the moment we removed our cameras and all these things. Boom! The sun was there burning above, burning the Cerro Torre, laying the sun rays on them, and then the reflection with the ice pond. It's perfect. Now we have almost 7 kilometers till we get to the hotel. The trail is not that difficult, and we hope to get on time for breakfast, at least to get some coffee. It's now 8 o'clock, 8:10. So we hope to get there in hour and 50 minutes. Someone is pushing the way. Наредните видеа се од фотографирањето на Fitzroy. Првиот дел кога тргаме од Del Chaltén према Lago Capri, тука наоѓаме на топ локација со мртви дрвја кои ги ставивме у форграунд, а у бекграунд го имавме Fitzroy. Имаше многу ниски облаци овој ден, така да што тие ни го блокира изглед сонцето и ги немавме оние епик розеви и портокалови нијанси на врвот. Кога стигнавме во кампот, почна да врне и така да се разочаравме малце, мислевме дека наредниот ден ќе биде очен, дека ќе немаме поглед кон Fitzroy, но тука сгрешивме, зашто наредниот ден беше супер чисто. Ја лично ми посакал да имам неколку облаци за да можам да комбинирам подобра композиција, но сепак зраците беа епик, нијансите исто така беа магични, направивме некои добри фотки. Немав среќа да направам некоја фотографија со рефлекција од Лагуна де лос Tres, кое е вечерско езеро под Fitzroy, но сепак мислам дека беше еден преубав, прекрасен ден кој ќе памтам за цел живот и тие што ќе сакаат да дојдат наредна година со мене на фото workshop, идат на ова место и ќе уживаат во оваа фото авантура. Уживајте во овие неколку видеа, на крај завршуваме со видео од Перито Морено и го завршуваме и видеото. Ова е најдолго видео што сум направил. Уживајте. And we arrived on time. Look at this. The sun is about to come up. We killed around 6.67 kilometers to here, and in less than 2 hours. And we are getting ready. This time was more difficult because we were carrying all camping gear and food and camera gear, but it's worth it. So far I was
I was shooting those 2 trees down there, but the thing is that the sun is blocked by some clouds in the back, so we're not gonna get any orangey pinkish colors on the mountain today. We finally arrived. Set up our tent. It's amazing Robin's tent. Someone is eating again. And yeah, we were asking for 3 days clouds. But clouds like 1, 2, 3 for a good picture. Instead, we got a storm. So, rain jackets on. No sight of Fitzroy or anything because they're deep in the clouds. Another sign in, another very early morning. We are up, going to Lago de los Tres. It's 5:30. The weather is super clear, and we hope for some nice shootings of Mount Fitzroy. See you up. And we arrived. We were shooting. And now we are down to the lake to enjoy this beautiful view a little bit. We didn't have luck with the clouds, but yeah, can't complain. At least we had a nice warm sleep. I mean, I had. Someone didn't. And yeah, I didn't want to pray for at least one cloud, because if I pray for one cloud I get a whole storm, so better this way. So holy shit!